Госпоѓо председателка, ви благодариме што го одвоивте времето денеска и што ќе зборуваме за 8 септември. Оваа година одбележуваме 34 години независна Македонија и за сите нас тоа е една дата која што буди силни емоции, верувам и за вас има посебно значење. Да почнеме токму од тоа, каде ве затекна тој историски ден и како ја доживеавте атмосферата на 8 септември 1991 година? Каде ме затекна, за прв пат во животот влегов во собранието во 90-тите години и бев надворешен член на Уставната комисија. Значи, учествував во разговорите, во креирањето на решенијата и за декларацијата, дискутирав за референдумското прашање. Мојата теза беше дека што ме една држава самостојна и независна, тогаш сигурно дека може да влегува во какви сака сојузи, бидејќи тоа е право на секоја држава, а дента во собранието имаше расправа, некаде низ ходниците, не успеав, ми се чини, да седнам, а се разбира потоа на плоштадот. Мислам дека немаше човек кој не беше на плоштадот на тој ден. Се разбира, носителите на власта беа на бината, но народот, мислам дека поверува, барем за миг, дека конечно му се остварил сонот. Иако кога рековте самостојна и независна, сиве овие години се всушност битка за независноста која нам многу пати ни е ограничувана. Се сеќавате ли на првите моменти по прогласувањето на независноста, па и првите денови? Сите ние како граѓани, тогаш јас Иван мали, меѓутоа свеста дека ќе учествуваме во градење на сопствена држава. Како не? Како не? Мене се разбира дека тоа ми беше поприродно, веројатно одошто вам. Зошто? Бидејќи и во Уставот на СФРЈ од 74 година беше загарантирано начелото на самоопределување, па дури и до оцепување. Тоа е Вилсоновото начело. Врз основа на него ние влеговме во Федерацијата како рамноправна членка и врз основа на него излеговме. Она што е најважно за мене е следново. Што ние можеби бевме една од државите кои најмногу внимаваа на меѓународното право. И во креирањето на декларацијата, и во организирањето на референдумот, и во спроведувањето на референдумската постапка, и во почитувањето на референдумските резултати. Еуфорија беше неверојатна. Мислам дека не им се веруваше на луѓето, повеќето впрочем и плачеа. Тоа е сигурно нешто што беше плод на очекувања, на можете да замислите колку генерации пред нас. И ние мислевме дека еве плодовите на вековната борба пристигнаа, иако почетокот на проблемите беше пред нас. Доколку денес треба да опишете Македонија со 3 збора, кој би ги избрал? Леле, многу тешко. Многу тешко. Може би, не знам, може би има 2 можни определби. Едната, таа исконската, дека татковина на македонците, нешто што нас не обележува. Другата, повеќе од уставно правен аспект, самостојна и независна држава, тоа е. А третата што ја посакувам, може би 3 збора дефиниција би била европска демократска држава. Мислам дека тоа е она што ни е целта. Дај Боже. Досадна европска демократска држава. Што ви значи независноста денес, после 34 години веќе држава?
Што ми значи чекорење по маките, сепак, значи да преку демократски избори, повеќе партиски избори, да доаѓате до легитимна и легално избрана власт, значи наместо единство на власта на крајот диктирано и концентрирано во една партија, сепак да има поделба на власта со сите проблеми што ги имаме со судството, односно независноста на судството, значи обиди за градење граѓанско општество, значи градење на демократска политичка култура, значи битка за објективни и независни медиуми, значи европеизација, која се уште не е остварена. Процес. Се чини процес. Тоа не е чин, тоа не е потек на перо, значи соочување со предизвици и велам незавршена битка. Кога мислам на незавршена демократска битка, мислам на политичкото место во Европската Унија. Не можам да разберам како е можно географски, историски, културно, секогаш да сте дел од Европската Унија, први да тргнете на тој пат, речиси, а се уште да чекате почеток на преговори. Тоа не говори само за нас како место во кое се уште се води битката за пристојноста или демократската битка. Не. Тоа зборува и за демократскиот дефицит во Европската Унија. Тоа зборува и за односот на членките на Европската Унија. Интересно, најчесто на Унија од Централна и Источна Европа, а не на основачите на Европската Унија, за искористување на статусот член на Европската Унија за справување или за влијание врз решенија кои што се не само неисториски, туку се и одамна надминати. Мислам на нашите соседи и тогаш повторно во светот на политиката силните се обидуваат да го прават тоа што можат, а слабите мислат или убедувани се дека мора да го прават тоа што мораат. Велите дека е процес кој се уште трае, но во овие изминати 3 децении, кои се најважните постигнувања на државата? Многу постигнувања државата има. Се покажа дека и малите држави можат понекогаш со своите ставови и со своите мислења да си го заслужат местото во меѓународната заедница. Што се постигна, реков, сепак е тоа самостојна и независна држава, една од многуте во Обединетите нации, за жал, со сменето име спротивно не само на националното, туку и на меѓународното право, но рамноправна во процесот на одлучувањето во Обединетите нации, иако морам да кажам дека Обединетите нации се до таа мера маргинализирани, што не ги препознаваме во решавањето на меѓународните проблеми и ним им треба голема реформа, па еве и во тие реформи она што јас го видов минатата година и очекувам да го видам и годинава е активноста на малите и на средните држави. Впрочем, барањата и предлозите за реформи доаѓаат од малите и од средните држави, а големите држави
отпор пружаат на тоа. Затоа мислам дека ние заедно, малите и средните држави, дури можеме да ги надгласаме големите држави. Мора да сме свесни за заедничките интереси, и ние се бориме за мултилатерализам, а големите држави сакаат меѓу себе се разбира, нели? Да го решат проблемот така како што тие мислат согласно своите интереси. Понатаму, мислам дека не само ние, туку и Европската Унија станува свесна, можеби и поради нашиот проблем или поради Западниот Балкан, дека има потреба од обединување како никогаш досега, ако сака да биде компетитивен играч на глобалната плурална сцена. И ако сака да нема безбедносни дилеми. Значи, подеднакво сме си потребни. ЕУ може да биде Европа, само како Европа, а ние сме дел од Европа, може се уште да значи нешто, иако во процесот на одлучување и Европската Унија, особено после војната што се случува меѓу Русија и Украина, апсолутно мислам е ослабена во голема степен. Тоа е очигледно, се покажа дека решението никогаш не може да биде воено и дека превенцијата е најважната. Оти секогаш се прашувам што со милионите луѓе кои ги изгубија животите. Кој определи дека тие мора да се жртвуваат заради некои високи цели? Затоа се надевам дека сепак ќе дојде до мир, иако тешко одат процесите како што гледаме. Истово го мислам и за она што се случува во Газа. Мора да се најде итно решение согласно меѓународното право, траен мир, бидејќи навистина ова е неподносливо што се случува за светот. Значи, најважното, верував дека по распадот на комунизмот, како Фукујама, дека ќе зачекориме во траен мир. Меѓутоа, далеку сме. Секогаш војните се уште тропаат на нашите врати, дури и на европските врати. Сепак, ние сме членка на НАТО, кредибилен партнер на НАТО, мала држава, меѓутоа мислам дека компатибилна, компарабилна и многу пати си велам, замислете што ќе се случеше ако навистина се оствареше она што мораше во Букуреш уште да станеме членка на НАТО и се разбира ние требаше барем најрано во 2019 година кога сите држави застанаа зад нас да ги почнеме преговорите за Европската Унија. Се друго мислам дека е за размислување, но сепак држава сме со свој систем, уставен, политички, со големи проблеми, членка во Советот на Европа, активна, понатаму во судот во Страсбур и затоа ние треба да се бориме за важење на пресудите од Страсбур за сите држави членки на Советот на Европа, иначе чумунije судот. Членки сме на многу меѓународни организации, од УНЕСКО па до останатите економски секакви. Мислам дека актер сме во меѓународниот живот, соочен со се уште големи проблеми. Председателке, споменавте и досега многу предизвици.
Верувате ли во себе дека има можност за надминување на проблемите со кои што се соочува нашата Македонија? Не би се нафатила јас да не верувам дека има можност, но можноста може да се реализира само ако постои, многу пати сум рекла, а ние имаме голем проблем со тоа, свест за заедничко добро. Нужност од консензус за најважните прашања. Крај на третирањето на другиот како непријател, што треба да се сатанизира, што треба да се уништи, бидејќи нема диалог без другиот. Тој ве тера подобро да размислувате. Значи, не смееме да продолжиме, ја не знам колку пати сум го кажала ова, веќе се излитеа зборовите, другиот како гладиатор. Политиката не е гладиаторска битка. Понатаму мораме да ставиме крај на разликата, мора да направиме разлика меѓу партија и држава. Партиите се дел од цивилното општество со јавна функција во текот на изборниот процес. Еве телевизиите. Ние секоја вечер гледаме соопштенија на партии. Мене не ми е јасно зошто. Бидејќи, ако сте вие во парламентот, тогаш сте пратеник. Значи треба преку парламентот да оди информирањето. Кога сте во владата. Кај нас линијата меѓу партијата и државата е толку тенка, толку се силни партиите, што не знае човек каде завршува партијата, каде почнува државата. Државата е на сите, без оглед дали некој гласал за оваа власт. Таа е и негова власт, бидејќи е легална и легитимна е. Ама кај нас продолжуваат паралелните партиско-државни светови. Мислам дека тоа не само што не е европски феномен, не само што не е присутен феномен, туку мора на некој начин да се стигматизира ако не сакаме да живееме во паралелни светови. А во овие години, кои се клучните лекции за иднината на Македонија? Многу лекции има. Многу лекции има, ама мислам дека ние како да не ги научивме лекциите. Еве, ке подсетам. Уште не донесен уставот, ние го сменивме. Веднаш, во 92-та година беше донесен првиот амандман, нели, на предлог интересно на Бадентеровата комисија. Внесовме во уставот нешто што нема во други устави, дека немаме територијални претензии, се разбира дека немаме, што еден од темелните принципи ни е почитување на нормите на меѓународното право. Дека нема да се мешаме во внатрешните работи на соседите. Тотално нелогично, мислам, бидејќи никој не пишува во својот устав такво нешто. Го сменивме, нели, знамето, меѓутоа, интересен феномен. Бадентеровата комисија сметаше дека Словенија и Македонија се единствените држави од по распадот кои ги исполнуваат условите во тој момент за да бидат признати од Европската заедница. Словенија беше призната покрај неа на предлог на Германија и Хрватска, но ние останавме. Не само што останавме, уште сме тамо и уште чекаме. Потоа направивме уште низа други измени. И сега уште слушам, ние зборуваме да сме седнеле и да утврдеме црвени линии. Ама ние црвеното го трансформиравме во бело.
Значи, нема услов што ние не го исполнивме. И навистина веќе не знам. Знаете што е важно? Европската Унија е политички систем, sui generis, не е држава, ама е политички систем, во кој влегуваат држави нации. Па сега и ние треба како нешто да влеземе, со нешто да влеземе. Оти државите, нации имаат слични карактеристични белези. Да речеме, еден од највисоките акти е Уставот и тој е највнатрешниот акт. Па ја не знам колку пати сме дозволиле ние мешање во внатрешните работи. Кога веќе го споменав господинот Бадентер, да го споменам за нешто друго. Ние постојано го злоупотребуваме. Постојано со Бадентеровото мнозинство, да, точно е дека господинот Бадентер сметаше, сум го сретнала 2 пати, дека сметаше дека во прашања што се неразделни од идентитетот, не е добро да има мајоризација. Ама за него тоа беа исклучително малку прашања. Оти самиот тој е голем противник на консоцијативната демократија. Кога во 90-тите години во Франција, помина во Националното собрание и дојде во Сенатот, предлогот за внесување на регионалните јазици како дел од француското културно наследство, господинот Бадентер, сенатор тогаш, стана и рече дека тоа ќе го наруши светото француско тројство. Една држава, една нација, еден јазик. Значи да внимаваме кога зборуваме, бидејќи јас одговорно тврдам дека она што се спроведуваше во практиката и она што понекогаш се практикува не е нешто за што се залагал господинот Бадентер. Доволно е само да се прочита фамозниот закон за комитетот за односи меѓу заедниците, тамо ќе се најдат многу интересни решенија, меѓу кои одговорно тврдам некои и неуставни. Каква е улогата на Македонија во таа меѓународна заедница? Каква е улогата на малите држави? Во мултилатералата имате поголема можност да дојдете до израз во различните тела на Обединетите нации, да учествувате, исто е и во Советот на Европа. Значи, тамо сме поактивни. Во меѓусебните односи, во регионот, многу ми се допадна деновиве во Охрид, сретнав еден господин од Хрватска, тој вели, знаете што е за вас специфично? Па вика дека никој лошо не зборува за Македонија и за македонците. За секого ние имаме некоја забелешка, но ете тоа е вашата, да речам, мировна улога. Вистина, ние така се однесувавме. Понатаму мислам дека во регионалниот свет ние можеме да одиграме важна улога. Навистина, нашите некогашни пријатели, членки на држави, членки на Југословенската федерација, денеска дел од нив во ЕУ, а дел во преговори или пак дел чекаат, свесни се дека регионалната димензија во политиката е многу важна. Тука ние можеме, навистина, и во рамките на планот за раст, па ако сакате и во поддршката едни над други, да одиграме клучна улога. Но јас веќе го споменав фамозното, неочекувано, чудно, анахроно, нецивилизацијско вето на соседите. Многу пати повикувам кога се среќаваме, па малку да глумиме скандинавци.
бидејќи Шведска, Данска и Финска беа најголемите поддржувачи на балтичките држави. Ама и сега каква е нашата улога? И сега велам, ако сите веќе нема некој во Европската Унија што не е свесен дека Западниот Балкан од секогаш бил дел на ЕУ и дека е логично зошто да не и политички да биде нејзин дел. Значи, токму на овој план ние сме компатибилни и, како што велите вие, се што е предност доброто образование. Еве, утре, мисламе, инженерскиот прстен. Со радост и со тага го доделувам. Видејќи се доделува на најдобрите инженери, а и днината со дигитализација, вештачка интелигенција ним. Тие се многу компатибилни и посакувани. Минатата година најдобрите студенти од ФЕИТ однапред веќе беа ангажирани во најразвиените европски држави. Значи, ние треба да се бориме за најдобрите, за умот, за знаењето, оти тие можат да повлечат напред. Да, иселувањето е големо, но има во некои држави и враќање. Зошто? Зошто кога е во прашање вештачката интелигенција, па вие можете и одовде да ја вршите работата за Франција или од Франција за овде, во тоа, а да не говорам за диаспората. Ние, значи, мислам дека полека или па брзо, не знам, си ги воспоставивме и си ги обновивме односите со нашата диаспора. Во диаспората ние имаме клучни луѓе на многу важни позиции и мислам дека во тој поглед, во соработката исто така може да тргнеме напред во развојот на здравство, образование и така натаму. Но да си кажам искрено, за држава со помалку од 2 милиони жители, толку универзитети апсолутно се товар. Тие ги урнисуваат критериумите, ние треба да се концентрираме на тие најдобрите, компатибилните, ако не сакаме да одиме андерграунд на Шангајската листа, оти некогаш сме биле во некое пристојно друштво, парите ги фрлате во ветар на фабрики за хартија, универзитети и факултети. Јас тврдам дека има такви феномени. Второ, мораме, постојано велиме стручност и компетентност, ама повторно партиското е како некоја сенка и не дозволува. Ако најдобрите не можат да останат овде, што останува тогаш за нашата перспектива и развој? Не, битката треба да биде за нив, за најдобрите лекари, за најдобрите инженери, за најдобрите професори. Тие може да не внесат на европската или на светската, научна или каква да е, културна патека, го заборавив најважното. Најважното, парите во културата се најдобро инвестирани пари. Тоа е големата предност на малите држави. Тамо нема мали и големи. Култура и спорт. Гледате што се случуваше во Венеција. Гледате што се случуваше во Венеција со нашите филмови. Тоа не е случајно. Тоа е врвно. Ако во тие области ние сме врвни, тогаш треба да ги поддржуваме. Мислам дека полека ќе си го најдеме патот, иако многу години се овие, многу години се чекање, но јас сум убедена дека и Европската Унија е на потек. Веќе реков дека Европската Унија не е она што била. Европската Унија е свесна дека има насушна потреба од нови членови, па ако сакате и од нови идеи, од ново знаење, од нови луѓе. И сега, председател, уште кусок се задржаме на Македонија во меѓународната заедница. Како ја одржуваме рамнотежата меѓу зачувување на националниот идентитет и интеграцијата во овие глобални структури?
Интересно прашање. Прашањево ви извира од реалноста. Иначе по мене, воопшто не би требало да има проблем помеѓу националниот идентитет и евроинтеграциите, бидејќи националниот идентитет е сфера која што не само според основните документи на Обединетите нации, повелбата, понатаму резолуциите, туку ако сакате и основните уставни документи на Европската Унија, е сфера која што им припаѓа на државите. Таму убаво се пишува дека ЕУ ќе го почитува националниот дигнитет, културниот дигнитет и интегритет. Значи, зборот ми е очигледно дека кога сме ние во прашање, барем сега за мене ме прашувате, иначе и за другите можам да најдам понекогаш ЕУ под притисок на некои своји членки ги кршела, заборавала на филозофијата, што би рекол господинот Макрон, на ЕУ, и според него филозофијата на ЕУ се принципите и вредностите, и им овозможувала на членките да го употребуваат ветото за да бараат од кандидатите да прават отстапки кои се спротивни на принципите и вредностите. Кога членка на ЕУ би го направила тоа во однос на друга членка на ЕУ, би можела да се најде пред, судот. Еве да искористам. Данската премиерка неодамна изјави дека размислуваат дека може да го блокираат Западен Балкан на патот доколку, има пречки од страна на Унгарија во однос на Украина и Молдавија. Се работи за малцинствата во Украина. Меѓутоа, и се повикува на исто така на можноста да се употреби членот 7. Или пред судот во Луксембург, или пак членот 7 вели дека 1/3 од пратениците или комисијата пред Советот Европскиот може да покренат постапка за ограничување на одлучувачките права, тогаш кога се прекршуваат темелните вредности и принципи, во случајов демек Украина. Јас одговорно тврдам дека и Бугарија ги крши темелните вредности и принципи, но нема кој да ја каже, а она може би во секое лошо добро што се случи во Европскиот парламент во поглед на резолуцијата за нас, доволно разоткри дека, замислете, во диктирањето на темпото, ама не демократско, туку проблематично, недемократско, учествуваат представници на партии кои се и антиевропски. Се соочивме со говор на омраза, што не смее да се толерира. Се актуализира прашања за кои никој не треба да зборува. Прашања, како во вашето, за идентитетот. Тоа е нешто што е само наше. Тоа е ад акта. Тоа не е за дискусија. Тоа не е за компромис. Тоа не е за расправа. Се расправа за копенхагенските критериуми. Тие се исти за сите. И немаме ние проблем да разговараме за копенхагенските критериуми. Ама да разговарам јас со некого за мојата историја, или за мојот јазик, или за моето име, мислам дека е не само
не е европски, туку е и антицивилизацијски. Јас Иван се фативме денес за бројот 3, па така сега пак на број 3, кои се трите најважни пораки што би сакале да им ги кажете на граѓаните баш за 8 септември? 3 најважни пораки. Првата, дека се тие суверенот. Значи, во република суверенот се граѓаните. Во демократска република суверенот се граѓаните и од нив зависи легитимитетот на власта. Колку се поактивни, толку ќе бидат почитувани. Тоа е едната порака. Втората порака за политичарите. Не се богови, избраници на народот, на граѓаните се, дека должни се неговите потреби и интереси да ги задоволуваат, него да го слушаат и да го почитуваат, ама и меѓу себе заради задоволување на потребите на граѓаните. Третото, што би било најважното? Да, се разбира, од секогаш сме биле географски, уште еднаш историски и културно дело деу, тамо ни е местото, но дека европеизацијата не е потек на перо, ние гледаме членки на Европската Унија кои многу не европски се однесуваат, понатамо гледаме кандидати кои ги почнаа преговорите. Србија ги почна преговорите за Европската Унија. Колку поглавја отвори, мислам дека имаше и 2 кластери, затворено и така натамо. Па гледајте со какви проблеми се соочува, сакам да кажам дека во демократија проблемите се постојано се решаваат преку диалог, преку консензус и ние треба така да се однесуваме. Да не уште еднаш да не го сатанизираме противникот, да го почитуваме граѓанското општество. Понатаму да препознаваме во вас, во медиумите, наблюдувач строг, кој што има право да не критикува. Што друго би рекла? Најважното, 3 рековте, 3-те, ни првото, ни второто, ни третото не се можни без мир. Мирот е основ за се. Не постои воена демократија. За жал, тоа е предграѓански концепт. Светот мора да се збогува со војните. Не знам, веќе фраза знам дека делува ова, бидејќи најголемите пари, најголемите придобивки се во војните за жал. Ама ако помисли човек на жртвите, ако помисли дека секој од нас станува мета, каде да оди, оти кога ќе го изгубите вие најдоброто, најблиското, може од многу умерен човек да станете радикален. Тоа е она што мене ме плаши, веќе никој никаде не е безбеден. Многу лошо време живееме. Ова време наликува на некои времиња пред војните. Ако не се освестиме, ниту првото, ниту второто, ниту третото ќе можат да бидат остварени. Ова е мирот, е гарантот за било каква цел, што може да за било каква задача да може да се оствари, за било каква заложба да може да се оствари. И мислам дека, не знам, расте свеста кај луѓето во светот, но се разбира се уште клучните одлуки не ги носат граѓаните, не се консултираат сите,
И на крајот резултатот мислам дека е погубен. Ова е последното. Еве 8 септември. Еден ден кој што одвај сум чекала да дојде првите години. Сега и не сум убедена, си признавам, после промената на името, дека сме го испочитувале референдумскиот резултат. За жал, јас уставно право предавам. Многу убаво знам што вика членот 72-73 за референдумот. Јасно ми е, но еве велам дека на секој 8 септември ние се сеќаваме на тоа што ни беше основна цел. Самостојна и независна држава, пристојно место за живење, велеше мојот омилен професор Марјановиќ, ама сега мислам дека пристојноста не е предизвик само за нас. Пристојно место за живење треба да стане и Европската Унија. Пристојно место за живење треба да стане светот. Оти човекот не достига. Она што го гледаме е предупредувачки. Младите често велат дека еднината е надвор. Ако млад човек ве праша зошто да останам во Македонија, што би му одговориле? Сигурно нема да му речам за да станете председател. Зошто? Не случајно се родил никој овде. Јас така се мислам дека ние не случајно се раѓаме некаде. Значи, ако постојано велиме дека во младите и днината, така велиме, нели? Јас велам, одете надвор, одете за да научите, за да се споредите, за да се надпреварувате, ама вратете се. И мислам дека има зошто да се остане овде. Еве, за да се изборат за битката за демократија, за да се изборат за просперитетна држава, за да се надпреваруваат, за да докажат дека умот се вреднува и дека умот победува. Јас сум сигурна дека ако на вистински места се најдат вистински луѓе, ако умните и вредните ги земат работите во своји раце, дека тие ќе инспирираат слични на себе околу себе, дека ќе инспирираат други луѓе. Па и дека можеби, еве, мене ми кажуваат колегите дека во Полска се враќаат луѓето, младите и другите назад. Затоа јас реков, ако имаме компатибилни универзитети на тие другите, малку, ама вредни, ако имаме компатибилни здравствени институции, ако имаме компатибилни ако имаме бизниси, тогаш сигурно дека ќе можеме да соработуваме. Во последно време гледам, многу ми се бендисува групи на млади од Финки, мислам беа, во Лондон, каде отворени бизниси со вештачки интелигенции, со дигитализација, па еве дошле овде, се обидуваат овде да го донесат бизнисот. Одвај чекам да ги сретнам сега, утре задутре, и најдобрите инженери овде, и секогаш уште еднаш велам и се плашам за нив и се радувам што ги знам, ама мислам дека може да бидеме пристојно место за живење и да живееме во мир со соседите и да соработуваме и да се помагаме. Сега така полесно ќе се бориме и со тие темните облаци над човештвото. Малите држави ние никого не сме напаѓале, не сме освојувале, не сме убивале. Можеби тоа е моралната и етичката димензија што ја имаме,
Затоа може би велат, па и во бивша Југославија ние бевме омилени, да бидам искрена. Така и сега велат, барем вие не направивте никому зло и затоа може би можеме да бидеме и ние добри посредници во иднина, во решавањето на многу проблеми. Како го одбележувате 8 септември сега со председателската функција, можеби како во минатото, дали некогаш и со семејството, рековте, во првите години многу сте му се радувале на денов. Многу му се радував, после си плачев се редовно, после промената на името, се признавам, значи, да. На 8 септемвриот и кога ќе речете самостојна и независна држава, самостојно и независно значи, така вели, повелбата на Обединетите нации и сите акти, сами да си го одберете, името, знамето, химната, политичкиот систем, уставот, тоа е абецеда. Значи, сега, каква е оваа самостојност и независност, не знам, но веројатно е таква реалноста европска, која не е совршена. Јас секогаш имам почит кон оние кои одлучувале, тоа беше местото, тогаш собранието беше факторот со прекрасни, наивни пратеници со многу надеж кои очекуваа вистина поубава иднина. Во некоја степен човек ако помисли дека има и поголеми народи од нас во светот, па немаат држави. Сега не знам зашто човек како да се позиционира, нели? Секогаш треба да гледа дека има и полошо, ама да се бори да ги надмине проблемите. Па, убаво е човек да евоцира спомени, особено ако бил делот на станите. Јас нема да го заборавам, нема да ги заборавам никогаш тие моменти, тогаш мислев дека светот е наш, дека Македонија е она што од секогаш требала да биде, еве, дека правдата и правото дошле, моралот се појавил, дека сеа се е во наши раце, треба да смениме. Но, како? Убаво рековте на почетокот. Вие имаме многу научени лекции. Секој да си седне, да си ги повтори, да види која е поуката. Оти еднаш може да сгрешите, па и втор пат можете да сгрешите, ама постојано ако грешите за истите нешта, не може да очекувате промени. Јас мислам дека ние возрастните ќе се сетиме на она што го правевме. Луѓето кои се сега нови во политиката, исто така ќе речат дека имаат своји идеи, своји видувања, дека научиле тие лекции, не на тугите искуства учеле, не само на собствените и не сакаат да ги повторуваат грешките, ама ако не седнеме заедно, ако не научиме ние дека диалогот е лек, дека од дебатата ќе излезат некои предлози, нема да исчекориме. Меѓутоа, исто така, јас многу пати сум рекла, некому можеби не му се допаѓа тоа. Ако немате свест за себе, ако не се сакате, ако не се почитувате, ако не се разбирате, не очекувајте од другите тоа да го прават. Значи, ние мораме на вистина да си се погледнеме убаво уште еднаш, да видиме другите како не гледаат, ама се разбира одлуката сами да си ја носиме. Зошто инаку премногу решенија биле, како ние велиме во правото, наметнати решенија.
Не можете да се солидаризирате со нешто што ве боли. Со нешто за што знаете дека не е праведно. И нешто што го нема на друго место. Значи, тоа е најважното. Стандардите. Сакаме да бидеме како вас. Сакаме, тоа е најважното. А за да живеете заедно во Брисел, каде и да е, вие треба да сте компатибилни. Никој не сака уникатни демократски, уникатни државни демократски решенија. Уникатност се знае каде е посакувана во културата и во уметноста. Тамо ние гледате, тамо сме уникатни и уникатноста ни ја признаваат. Ама нема потреба, не смееме ние да бидеме уникатни во политичкиот систем и во уставното право. Не, тамо треба да бидеме како нив. Така ќе не разбираат. Госпоѓо председателка, ви благодариме за овој искрен разговор и за инспирацијата што ја носите на овој голем празник. Ви посакуваме убаво да помината на 8 септември, ви посакуваме многу сила во вашата работа за нашата држава, за нашата Македонија. Ви благодарам и јас ви посакувам успех во работата, да не сте вие, еве, не ќе можеме ние да ги раскажеме овие приказни, ниту да ги чујат луѓето. Ви благодарам уште еднаш.